Интерес има, пари има, но проекти нема. ИПАР 2 програмата не ги надмина старите проблеми на земјоделците кои потешко доаѓаат до средствата од европските фондови. Од расположивите 80 милиони евра повлечени се само 4,6 милиони или 5,75% од средствата. Ова е предизвик и за експертите кои ги лоцираат причините за слабата искористеност, но истовремено бараат и начин да се надмине состојбата и зголеми процентот на повлечени пари пред повторно да се вратат назад во фондовите. Земјоделските експерти разгледуваат повеќе можности и опции со кои ќе се повлечат повеќе пари за македонскиот аграр. Во делот на искористување на процентот од зголемување на процентот на искористување на ИПАРТ фондовите, ќе дискутираме за тоа дали преку ИПАРТ може земјоделците да конкурираат за набавување на опрема преку која би можеле да вршат мониторинг на површините со прецизни алатки, како што се, например, дроновите, купување на софтвери, советодавни услуги и така натаму. Ќе дадеме акцент и на имплементирање на се поголемата одржливост, агроеколошки мерки за одржливост во земјоделското производство, бидејќи сакале или не, ако ние некогаш бидеме држава членка на Европската унија, ние ќе бидеме задолжени тоа да го сториме. Затоа полека треба да се подготвуваме. Од платежна вела дека интерес кај земјоделците има, зашто потврдува бројката од над 1600 апликации на првиот повик за ИПАР 2. Сепак одобрени се само 10%. За поголема искористеност на средствата потребна е поефикасна администрација која треба да им помага на терен на земјоделците и фирмите. Како модел се посочува Словенската платежна агенција каде се аплицира електронски. Поред последниот извештај на Европската комисија, Македонија досега искористила само 17% од средствата од ИПАР програмата, што е незначителен напредок на ова поле.